Во Македонија има 150 згрижувачки семејства, во Виница само едно кое згрижува едно постаро лице со умерени пречки во менталниот развој, а преку Центарот за социјални работи од Виница е сместено уште едно старо лице во згрижувачко семејство во Кочани. Неодамна министерот за труд и социјална политика најави дека ќе се подига квалитетот на грижа на згрижените деца, при што беше најавено дека во иднина згрижувач ќе може да биде лице на возраст од 18 до 65 години, додека пак разликата помеѓу згрижувачот и згрижениот не смее да биде помала од 18 години, а не поголема од 50 години. Од Центарот во Виница ја потенцираат потребата од поголема кампања на овој вид во институционално сместување на деца и лица кои имаат потреба, а во Центарот може да се пријават семејствата кои сметат дека можат да функционираат како згрижувачки. Надоместокот за трошоци за сместување на лице изнесуваат 5000 денари, а надоместокот за згрижување изнесува 1500 денари. Со тоа што битно е да се истакне дека за сместување на дете без родители и родителска грижа до успособувањето за самостоен живот и работа, односно до завршување на средното училиште, овој надоместок се зголемува за плюс уште 500 денари, додека доколку во згрижувачкото семејство е сместено лице со воспитно-социјални проблеми, малолетно лице со воспитно-социјални проблеми или малолетно лице сторител на кривични дела или прекршоци, или пак лице кое што има попреченост во психичкиот и физичкиот развој, овој износ се зголемува за уште 1000 денари. Сепак и семејствата кои ќе покажат интерес за чување туги деца или лица кои имаат потреба од тоа мора да исполнуваат одредени услови за кои треба да се погрижат центрите за социјални работи, да имаат соодветно повисоко образование, членовите да бидат со општа здравствена состојба и да имаат соодветни материјални услови за престој по сите основи. Инаку во Република Македонија во моментот 260 деца се наоѓаат во згрижувачки семејства. Воглавно тоа се деца без родители и родителска грижа.